Нови гости, односно нова гостинка и нова тема во Македонија на утро наредниве минути. Именно вчера од Државниот завод за статистика ни пристигнаа загрижувачки податоци во однос на склучените бракови и разводите во 2023 или во бројки. Склучени бракови имаме 12.672, бројка помала за 1,6% во споредба со 2022, а разводи 1765 или за 9,4% повеќе во споредба со податоците од 2022. Дали семејството како основна општествена клетка е во криза? Ја прашуваме психолог Сонја Угриновска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ви благодарам на покана. Минатата година Сонја од Центарот за социјални работи ни пристигна податок дека дневно има 30 до 40 барања за развод, загрижувачки податоци кои што еве ги потврди Државниот завод за статистика. Треба ли да не загрижува информацијата дека се повеќе семејства ни се распаѓаат? Да, со оглед на тоа, ако земеме во предвид дека со бракот се остваруваат многу значајни функции на психолошко и на социјално ниво и на правно ниво и така натаму, секако дека е значајно за нашето општество да се разгледа зошто овој подем на разводи е толку голем, зашто склучувањето на брак се помалку се случува и навистина е загрижувачки, затоа што знаеме дека разводот е една многу стресна ситуација која што може да влијае понатаму и да сноси последици пред, за време на разводот и после разводот кај партнерите во однос на нивното психолошко социјално функционирање, но и влијание врз потесното и поширокото семејство. Видовме во статистиките дека имаме и намалување на бројот на склучени бракови, па следствено на тоа зошто младите се одлучуваат на ваков чекор, што ги предомислува да основаат брачна заедница? Навистина е интересно дека се помал број на лица се одлучуваат да склучат бракови. Тоа е некако тренд што долго време се случува и во западните земји. И се менува таа традиција за вредноста и смислата за влегување во брак. Можеби тоа се должи на повеќе фактори. Треба да се разгледа дали тоа се должи на тоа што се повеќе се одлучуваат да живеат во брачна заедница или, например, од личностните фактори, колку тие успеваат да усогласат заеднички животни стилови со партнерот, спремни се да влезат во компромиси, спремни се да го прифатат тој предизвик, кој што навистина значи дека бракот не е нешто што се случува за краток период и навистина тука сите лица кои што се пред тоа прашање треба и веројатно го разбираат тоа како посериозна работа со која што ќе треба да функционираат во бракот што подолг период. Така да спремноста кај нив на психолошко ниво можеби не е секогаш иста. Морам да кажам дека треба да се разгледаат повеќе фактори и да се направат навистина истражувања, дали се работи за тренд, дали се работи и што влијае посебно врз намалувањето на склучувањето на бракови. Дали податоците кои ги споменавме пред малку, но и трендот на пораст на разводи значи дека семејството како основна општествена клетка не е во криза и што можеме да направиме да го спасиме? Зборувам за индивидуален ангажман, но и општествен. Секако да, семејството како основна клетка мораме да ја заштитуваме, затоа што традиционално тоа е покажано и докажано во минатото дека врши една голема функција на задоволување на основните потреби на единката и секако дека семејството значи дека оној кој што живее во семејство според направените истражувања има и посреќен и позадоволен живот. Значајно е да се живее во семејство за да се остварат и другите потреби како што се
исполнување родителска улога и така натаму, заеднички живот, така што навистина треба да се потрудиме доколку ние како психолози, еве например, што може да направиме оние кои што се соочуваат со некој предизвик во однос на одлуката за да формираат семејство или после формирањето на семејството за да го одржуваат, треба слободно да се обратат за психолошка поддршка, партнерско советување, брачно советување со цел да ја надминат таа криза што се случува. Кога зборуваме за разводите, секако треба да говориме и за последиците од нив, за кои треба да се размислува пред да се донесе конечната одлука. Што за партнерите значи расторањето на заедницата, какви лични трауми остава истата? Тука зборуваме секако за односи кои може да се сочуваат, а не за бракови во кои има семено насилство или длабоко нарушени односи. Така, скоро кај секој развод, без разлика дали зборуваме за ако причините се од насилство, злоупотреба и така натаму или не, скоро кај секој развод постои зголемено ниво на стрес кој што доведува до можеби влијание на психолошко ниво на личноста, така што личноста и психолошки и социјално ќе треба да собере сили и потенцијали повторно да се врати во нормала. Значи, повторно ќе треба да го преорганизира животот, врските со другите, односите и така натаму, да го процесира сето тоа минато и она што се случувало. Така што тоа е едно искуство кое што во многу мал случај може да помине полесно. Најчесто тоа е една потешка ситуација која што навистина ги засега сите аспекти на личноста и незината околина. Децата, доколку партнерите ги имаат, се разбира, се тие кои што трпат најмногу трауми од разводот, а веројатно најмалку се мисли на нив во таа бура од емоции помеѓу партнерите. Па, јас би рекла дека понекогаш и се размислува за децата, тоа е некогаш причина и да се остане во брака, некогаш причина и обратно. Да, така и многу често ги користат децата како алатка во меѓусебната војна, условно кажано. Да, децата се тука неминовно, значи тие се дел од тој склоп, значи од комплексната структура на семејството кој што колку и да сакаме да ги изолираме не може да се изолираат, така што често влијанијата ги засегаат и децата. Така што и тука треба да внимателно се постапува кога се случува разводот. И двајцата родители понекогаш се обидуваат да се разведат за да ги заштитат децата. Прашање е дали тоа дете ќе му олесни или ќе го заштити сето тоа, затоа што по одреден период не знаеме како ќе биде, каква ќе биде иднината, какво ќе биде случувањето. Но доколку се работи за нефункционални односи во кои што детето не е заштитено, во кое што трпи некоја злоупотреба, насилство психичко, физичко и така натаму, нема основни услови за живот и задоволување на неговите потреби за развој, тогаш веројатно најдобро е прво да се пристапи кон советување, да се проба да се тоа некако подобри, некако ситуацијата да се подобри, а потоа доколку нема друго решение да се размислува за развод. Знаеме дека одлуката за развод не е лесна, некои избира да останат во брак и покрај се, гледаме и многу примери на блиски луѓе околу нас. Сепак дали доколку децата се тука исто така причината да се опстои во брак каков таков, дали тука децата се срекни или ја го забележуваат тоа незадоволство кај родители? Секако дека го забележуваат, тоа си носи одредени трауми, како да кажаме, кај самото дете во текот на неговиот живот. Затоа реков, значи, комплетно семејството кога работи, треба сите аспекти на семејството да се земат во обзир
и партнерскиот живот, и родителството, и функционирањето и развојот на самото дете. Понекогаш се вели дека подобро е да се разведат за подобро е добар развод него лош брак. Но подетелни истражувања треба сепак да тоа го утврдат и покажат дали за децата е подобро да се разведат родителите. И со последното прашање повторно ќе се навратам на статистиката со која што и го почнавме денешниот разговор и која не поттикнав прочем на денешниот разговор. Ако ги земеме податоците за помалку бракови, податоците за многу повеќе разводи, во каков однос треба да инвестираме во годините кои следуваат и партнерите меѓусебно, но и ние како општество генерално? Секако дека треба да инвестираме во здрави релации, здрав однос, треба да се задржат тие добри односи и после разводот, посебно ако се работи за семејство со дете, родителската улога да обстане и да продолжи понатаму. На партнерско ниво добро е да се излезе со што помалку негативни последици, за да може тие лице повторно да продолжат градејќи нови здрави релации. Благодарам, Сонја, за гостувањето во Македонија наутро. Може би информациите и темата не беше пријатна, но секако треба гласно да се зборува во насока на менување на нештата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.